Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Господине градоначалниче, актуелен и поранешни градоначалници, представници на општината, представувани од председателката на општината, исто така пратеници од Собранието на Република Македонија, а и драги прилепчани, славеници на овој голем и спасоносен празник на светителот Николај архиепископот Миликиски чудотворец, кој што најверојатно, ако не секоја, тогаш секоја втора куќа го слави и прославува. А како доказ за почита кон Свети Никола е вашево огромно присуство тука денеска, иако е работен ден. Кога зборуваме за Свети Никола, треба да укажеме, како што бевме повикани да зборнеме, за она за кое најмногу тој се залагал или застапувал, а имено тој е учесник на првиот Вселенски собор, а оваа година се прославуваше 1700 години од одржувањето на првиот Вселенски собор. И на тој собор, кој свикан затоа што погрешно учел еден свештеник од Александрија по име Ари, Христа Спасителот не го почитувал и не го сметал за Бог и Спасител, па токму заради тоа бил свикан тој собор и на тој собор требало да се одлучи дали е во право или не е во право, односно како што говореле светите отци на вселенските и поместните собори. А што и ангел с небесе, ако благовести твамино анатема да биде, односно, дури ангел од небото, ако ви каже поинаку, отколку она што под дејство на Светиот Дух, на вселенските и поместните собори донесувале одлуки, светите отци, да биде проклество на сите што погрешно учеле за верата наша света православна. А како ревнител за верата, за вистинската, правата, чистата вера, Свети Николај не можел да се воздржи, ако според каноните забрането било да се удри некој, особено тоа да го направи свештено лице. Тој му удрил шамар на Ари и го загубил чинот според каноните, и откако Господ Исус Христос и Мајката Божја, едниот, односно Христос, Евангелието му го дава на видение или сон на светите отци, наистакнати на овој собор, а Мајката Божја омофорот, што е одличие на епископскиот чин, му бил вратен чинот негов, епископски владичкиот чин. И ете, сега тоа кога ќе го кажеме, прашањето е дали денеска ние ја чуваме исто така светата православна вера и дали се застапуваме онака како што ни ја предале светите апостоли, научени од Христа нашиот Бог и Спасител, ја чуваме или не ја чуваме, а факт е дека и на највисоко ниво веќе архиереи почнуваат погрешно да учат за верата, односно понесени од она што било некогаш, дека треба луѓето да се истакнат и дека да го надминат во своите способности и така наречени добродетели Господа, како што сатаната тоа го направил, кога посакал да си издигне
престол на север на звездите и да се изедначи со Бога. Браќа и сестри, во тој дух, денеска ако некогаш е најпотребно да се застапуваме за правдата, за праведноста, за верата и за општата правда во општеството. Ние не можеме поинаку да постапиме, освен како што постапувал Свети Николај. Не е да тепаме како што не можел да се воздржи тој, туку можеме со устите наши, со гласот наш, со совеста што ни е дал Бог, која е гласот Божи во секој човек, почнувајќи од децата па до најстарите, да се застапуваме за праведноста. А денеска знаеме дека судиите најнеправедно судат, обвинителите ги обвинуваат оние што се најмалку виновни, а ние ако молчиме, не сме ништо друго освен нивни соучесници во тие зла дела. Во тој дух, само да укажам на тоа и да упатам дека сакаме ли Свети Николај, архиепископот Миликиски чудотворец, кој што е на овој град заштитник, да го славиме вистински, ќе го славиме само тогаш вистински, ако постапуваме според неговиот живот и според неговите дела. Почитувани представници на Македонската православна црква, почитуван митрополит, Преспанско-Пелагониски и администратор австралиско-новозеландски господине Петар, почитувани годишни домајкини Игор Стеванов, Милан и Иван Бичанин, почитувани пратеници во Собранието на Република Македонија, почитувана председателка на Советот, почитувани заменици министри, почитувани и драги мои сограѓани. Нека и за многу години денешниот голем христијански празник Свети Николај Чудотворец, архиепископ Мириклиски, патрониот празник на нашиот град и заштитникот на Прилеп. За нас, прилепчани, Свети Никола не е обичен ден. Тоа е ден на сплотување, ден кога сите слават, едни се домајкини и го чествуваат како своја куќна слава, а други со радост им одат на гости. Славењето на Свети Никола во Прилеп не е само обичај, туку силен символ на нашата духовност, меѓусебна почит, заедништво и хуманост. На овој ден, секој кажан збор и секое добро дело имаат посебна тежина. Свети Никола е заштитник на сиромашните и немојкните, затоа веруваме дека секое добро, направено на овој празник, се враќа повеќекратно. Оваа година одбележуваме 20 години од нашата заедничка и искрена определба за почит и дарување, од одлуката донесена по иницијатива на граѓаните во 2006 година, Свети Никола да биде патрон, празник и заштитник на Прилеп, и сите заедно, во духот на заедништвото, да го славиме како градска слава. Овој јубилеј ни дава уште поголем мотив да продолжиме да ја негуваме традицијата, меѓусебната почит и солидарноста, заедно да градиме и создаваме иднина за генерациите што доаѓаат по нас, не заборавајќи ги основните човекови вредности: почитта, дарувањето и грижата за другиот. Во тој дух продолжуваме да ги чуваме и негуваме локалните традиции и духовноста, градејќи го Прилеп како препознатлива и отворена дестинација, во која секој добронамерен гостин ќе има причина да не посети и одблиску да ја почувствува убавината и богатството на нашата вековна историја и традиција. Верувам дека заедно сите ќе успееме Прилеп да го направиме уште поубаво и подобро место за живење. Во оваа свечена прилика, во името на локалната самоуправа и во мое лично име, во духот на празничната символика, сакам да ви го честитам денешниот празник на сегашните и на идните домајкини, на градската слава и да им посакам Свети Никола да им донесе здравје, среќа и берикет. До година, здрави и живи сите, уште посреќни и побројни на ова место. Нека ни е честит и вековит нашиот патрон празник и нека ни е на помош заштитникот на градот Прилеп, Свети Николај Мириклиски. И благодарам. Добар ден на сите, почитувани се граѓани, честита слава Свети Никола,
Сакам да кажам дека голема и чест и задоволство беше да се биде домаќин на денешната слава. Прекрасно е чувството и на сите идни домаќини му посакувам по-успешно и по-организирано од годинава да ја пречекат. Фала ви многу за довербата и вниманието што ни го дадовте. Ви благодарам. Да сте здрави. Слава.